Се јавив процедурално на истата тема, колега Елми Азири. Сега да не играме на кратко паметење. Председател на оваа комисија сте заради тоа што бевте член на опозицијска група и сметам дека минимум од вас би било доблесно додека се направи нова распределба да не заседавате со оваа комисија. Така да тука може да ја прекинете и треба да ја прекинете оваа комисија. Прво од процедурални деловнички причини. Јас 10 години уназад не паметам Комисијата за труд и социјална политика да ја има водено власт. Проверете слободно и ве прашете ги и службите. Комисијата за труд и социјална политика исклучиво ја води опозиција. А тоа дека оваа комисија сега ќе носи закони со европско знаменце, сосема нови, и флоскулата не е сложен и обемен закон, а сосема нов закон, па згора на тоа и европско знаменце со измислени бројки, тоа ќе го оставиме за понатака. Значи, барам од вас, како член на Комисијата за труд и социјална политика, тука да ја прекинете седницата и согласно процедурите во собрание да се назначи член од опозицијата кој што ќе ја води оваа седница. Сметам дека познавајки ве, нели, вие сте сега опозиција, како рековте дека сте опозиција на власта во власта, така некако, некоја нова кованица интересна. Бидејќи сте опозиција на власта во власта, добро би било таа власт да ја подсетите дека 10 години, па и 20 би рекла, Комисијата за труд и социјална политика ја води опозиција и бидејќи се работи за закони кои што јас верувам дека никој од тука не знае зошто се носат. Сигурно тука да се ухлебат некои од власта, некои нови тела, органи и така натаму, да не навлегуваме уште повеќе во длабокото. Како совест на власта, така милувате да се кажете, подсетете ги дека оваа комисија ја води исклучиво опозицијата и тука да ја прекинеме оваа безсмислена игра. Благодарам.